Дека здравието доаѓа преку храната се знаело и низ вековите. Токму затоа во денешни услови можне често се наметнува дилемата дали и колку квалитетно се хранат граѓаните, гледано низ призмата на семејниот буџет, на понудата на пазарот и на менталитетот и навиките на луѓето. Дека желбата кај граѓаните здраво да се хранат е се поизразена, зборува се поголемиот број на специјализирани продавници за здрава храна. Проблемот е дали сите граѓани, ограничени со скромниот семеен буџет, можат да си го допуштат тоа. Овошје, зеленчуци, салати, хладни напиток. Зеленило, овошје, иначе мрсна храна се избегава, зашто времето е не дозволува фачи, а и здравствената стојба на народот, на луѓето. Парата е во прашање, буџетот колку и дозволува да обезбедува таква храна за исхрана, за што е корисна за здравјето нормално. Па зависи што ќе побара децата. Секаква домашна храна најмногу, домашна кујна. Најчесто зеленчук, овошје, лесна храна. Доста зависи од буџетот и од самата волја. Повеќе овошје, зеленчук и полесна храна. Салати на течности, на полеки храни. Како земја во транзиција, во Македонија се уште не се дефинирани некои основни сегменти поврзани со исхраната и продуктите. Иако државата полека става ред во прометот со месото и месните производи, потоа млекото и производите од него, се уште дел од населението купува жива стока и до месо доаѓа во домашни импровизирани услови. Млеко и млечни производи исто така се купуваат во несоодветна амбалажа, што остава можност за разни аномалии од аспект на квалитетот и безбедност на продуктите. Во наши прилики сосема мал е бројот на семејства кои водат сметка за правилна застапеност на конзумирањето свинско, телешко, јагнешко или пилешко месо, потоа на риба, на готвени јадења наспроти брзата храна, на зеленчук, потоа овошје и слично. А традиционалните јадења, карактеристични за македонската кујна, главно се исфрлени од употреба или ги практикуваат мал број на семејства, особено во руралните средини. Кога секи се земе во обзир и кога ќе се согледаат вкупните показатели, повторно ќе остане дилемата колку квалитетно се храниме и во која насока треба да оди промената на лошите навики.